И до година пријавите за екстра приход ќе се поднесуваат на шалтер. За годинава останува обврската на граѓаните да поднесат хартиена годишна даночна пријава до шалтерите на Управата за јавни приходи најдоцна до 15 март. Од 2019 година пак УЈП по електронски пат ќе прави увид во приходите на граѓаните. Со овие измени УЈП ќе ги добива податоците по електронски пат за секој граѓанин поединечно и наместо нив ќе ја изготвува електронската даночна пријава. Граѓаните ќе имаат обврска само со помош на компјутер да ја отворат пополнетата пријава, да ја прегледаат и да ја одобрат или коригираат. На тој начин, велат од управата, со еден клик се завршува целата работа. Новите електронски услуги за персонален данок овозможуваат во целост поедноставување на постапките и намалување на административниот товар за пријавување и плаќање на данокот од страна на фирмите и на граѓаните. Исто така овој систем обезбедува информации за другите државни институции, со што индиректно ќе влијаеме и го дадовме нашиот придонес кон подобрување на услугите на јавната администрација во Македонија. За воведување на оваа даночна реформа, ЕУ преку ИПА фондовите на Македонија исплати околу 100.000 евра. Фискалната транспарентност и зајакнатите јавни внатрешни контроли треба да бидат приоритет за националните власти. Реформите во јавните финансии се клучен чекор за подготовка на Македонија за членство во Европската Унија. Веќе се започнати обуги за компаниите кои ќе треба во текот на 2018 година да ги пополнуваат по електронски пат сите приходи на граѓаните, за од јануари 2019 година да не се оди повеќе пред шалтерите на УЈП.